Почитувани слушатели, ви посакувам Божи благослов. Општо библиско верување. Бог. Има само еден Бог кој постои вечно во три различни, но еднакви личности. Таткото, Синот и Светиот Дух. Бог Таткото, Бог Синот и Бог Светиот Дух. Бог е непроменлив во својата светост, во својата правда, во мудроста и во љубовта. Тој е семоќен Создател, Спасител и Судија, кој ги одржува и управува сите нешта во согласност со својата суверена волја за Негова слава. Библијата. Бог се откри себе си во Библијата, во Светото писмо. Библијата се состои од Стар и Нов Завет. Секој збор е вдахновен од Бог или инспириран преку човечки автори. Така што Библијата во нејзината оригиналност во целост е дадена да биде Божји збор кој е без грешка. И целосно сме сигурни во неа и во нејзиното учење. Само Библијата зборува со авторитет и секогаш е доволна за сите основи на верување и живеење. Човечкиот род. Сите луѓе, мажи и жени, целиот човечки род, се создадени според Божјиот лик и имаат својственост и еднакво достоинство и вредност. Нивната најголема цел е да се почитуваат, да му се поклонуваат и да го сакаат Бог. Како резултат на паѓањето на нашите прародители Адам и Ева, секој аспект на човечката природа е изопачена и сите луѓе, мажи и жени, целиот човечки род, се без духовен живот, виновни грешници и непријателски расположени кон Бог. И затоа, секоја личност е под иста осуда на Бог и треба да се родат повторно, преку вода и дух, да им се простат гревовите и да се помират со Бог, со цел да знаат како да му угодат и како да живеат пред Него. Господ Исус Христос. Господ Исус Христос е целосно Бог и целосно човек. Тој е зачнат од Светиот Дух, роден од Девица Марија, кој живееше безгрешен живот во послушност кон таткото. Тој поучуваше со власт и сите негови зборови се вистините. На крстот умре во замена за грешниците, примајќи ја врз себе Божјата казна и откупувајќи ги преку својата крв. Тој воскресна од мртвите и по неговото телесно воскресение се вознесе на небото, каде што седи како возвишен Господ над сите. Тој се завзема или посредува за неговиот народ во присуство на таткото. Спасение. Спасението е целосно дело на Божјата милост и не може да се заслужи или заработи. Тоа е остварено преку Господ Исус Христос и се нуди на сите преку Евангелието. Бог во својата љубов им простува на грешниците и ги повикува давајќи им можност да се покајат и да веруваат. Сите тие што ќе поверуваат се оправдуваат само преку вера и се присоединуваат во Божјото семејство за да добијат вечен живот. Светиот Дух. Светиот Дух е испратен од небото, за да го славиме Христос и да го практикуваме неговото дело на спасение. Тој ги уверува грешниците и им овозможува да имаат духовен живот, давајќи им вистинско разбирање за Библијата, за Светото писмо. Тој живее во сите верници, кој им дава гаранција на нивното спасение и произведува карактер сличен на Христос. Тој ја изградува црквата преку него и им дава можност на членовите да го слават, да му служат и да проповедаат за него. 7. Црква. Универзалната црква е тело на кое што глава е Христос и на кое припаѓаат сите тие што се спасени. Тоа е видливо во сите локални цркви
кои се собранија на верници посветени едни на други за обожување на Бог, за проповедање на Божиот збор и за извршување на крштавање и Господова вечера. За пастирска грижа и дисциплина и за евангелизирање. Единството на Христовото тело е изразено во рамките на црквите со взаемна љубов, грижа и охрабрување. Вистинското заедништво помеѓу црквите постои само кога тие се верни на Евангелието, на Библијата. Крштавање и Господова вечера. Крштавањето и Господовата вечера се дадени на црквите преку Христос како видливи знаци на Евангелието. Крштавањето е символ на заедништво со Христос и влегување преку нов живот во неговата црква. Но без да даде духовен живот самото крштавање. Господовата вечера е прославување на неговата жртва, дадена за сите еднаш за секогаш, која не вклучува промена на лебот и виното. Сите негови благослови се добиваат само преку вера. Иднина. Господ Исус Христос ќе се врати од небото во слава. Тој ќе ги воскресне мртвите и ќе му суди праведно на целиот свет. Лошите ќе бидат испратени во вечната казна, пеколот, а праведните ќе бидат добродојдени во животот на вечната радост, во заедништво со Бог. Бог ќе направи се да биде ново и ќе биде прославуван вечно од неговиот откупен народ, црквата. Амин.